поканувам рецензентката на делото на нашиот Ѓорѓи Панов, Судот на времето, Виолета Тодева Мјалкова. Добар вечер на сите. Радост и задоволство ми е што вечерва сум со вас да го споделам овој миг на радост, промоцијата на книгата Афоризми, Судот на времето на господин Ѓорѓи Панов. Ви честитам, господине Панов. Големо задоволство и чест исто така ми беше кога Панов ми понуди прва да видам која ќе ги прочита неговите афоризми. Кога го слушнав насловот, веќе знае што може со својата мисла и збор Панов да ни каже. Што ќе осуди, кое време ќе го осуди и кој ќе го осудува, се знае. Тој што ќе чита, тој што ќе почувствува неговата сила на умот и душата негова, срцето негово искажено со неколку зборови, со неколку реченици, а толку многу сака да ни пренесе. И сето негово индивидуално да го пренесе кон секој читател и да стане големо колективно. Посакувам сите да умееме премеднаш во животот некоја наша мисла да ја запишеме, да ја претвориме во убав збор кој што ќе остави траги после нас, кој што ќе биде време по нас, бидејќи времето и тоа што сме го оставиле ќе зборува за нас. Судот на тоа што сме ние ќе го даде народот. Впрочем, и сите вие што ќе ја прочитате книгата со афоризми, ќе видите дека носи една многу силна порака која ни кажува пред се во нас за секогаш да остане човекот и човечкото во човекот. Убаво е кога се создаваат од убави мисли книги. Книгите остануваат вечност и време, зашто книгата ќе го надживее и времето, ќе остане и после нас. Еве го по шести пат афористичкото богато мисловно искуство и духовна островидност на Ѓорѓи Панов, кој веќе е препознатлив по неговата книжевно-сатирична уметничка индивидуалност. Неговите мисли силно одекнуваат со рафинирана духовност и перфектна логичност. Ги читаш и ги доживуваш индивидуално, а истовремено го слушаш колективниот глас и размислување како најмудра и најсилна порака, како еруптивен, основен суд на времето. Панов, со своите афоризми во најновата книга Судот на времето, како изворетен познавач на животот, со неговата непосредна нарација во изразувањето во одушевува. Тој толку вешто и умешно уме со кратка форма да ја изрази мислата, да ги живоса појавите, покажувајќи преобразни во една или две реченици. Авторот Панов, со своето огромно искуство и дарба за наблюдување, чувствување и детектирање ги допира сите животни теми и уме така пластично да ги долови сегментите од вистинскиот живот во ова време, невреме, испреплетени со најразлични животни ситуации од секојдневниот живот. Тој толку едноставно открива екзистенцијални животни вистини за отворени состојби во општеството, за општественото секојдневие, општествени неправилности, горчливи вистини, од кои како по непишано правило страдалник е обичниот човек, народот. Толку едноставно авторот ни открива реалната суровост на политиката навлезена во сите пори на животот, корупција, неморал, односно целокупното индивидуално и колективно однесување.
Секој што ќе ги прочита и слушна афоризмите на Панов ќе свати колку умешно, наративно, сатирично, филозофски тој станува гласноговорник на обичниот народ. Афоризмите на Панов може да се вклопат во логички тематски циклуси, а тоа тој толку префинето и умешно го склопува, гради сатиричното во единство со филозофско-дидактичкото, сатирично со доза на хумор, со кристално јасна цел да допре до секој обичен човек. Силната порака на неговите афоризми дава голема уметничка сила и универзалност. Најбрзо и најмногу се учи кога се чита помеѓу редови и слуша помеѓу зборови. Сите афоризми на Панов представуваат успешна игра на зборови. Некои се прецизно скоро како дефиниции, некои во епиграмски облик отсликуваат духовна состојба предизвикана од големи животни вистини, од тажно, сурови општествени појави и горчливи доживеани случувања кои секојдневно ги чувствува, доживува и преживува најобичниот човек кој треба да извлече позитивна порака. Некои афоризми се вистински мисли за љубовта, дури и како умни љубовни совети. Штом стапнете на лудиот камен, шегата ѓаволот ја зема. Од добрата риба не се прави чорба. И жените знаат да молчат кога ќе ја искористат приликата. Па Дијела се трудеше околу неа. Таа веќе била во благословена состојба. Во дел од афоризмите на Панов на моменти со циничен хумор се чувствува гативка, тага и резигнација, но се чини дека секогаш најдоминантно е присуството на човеколюбието кој зрачи од секој збор со основна порака, дека и покрај сите искушенија што ги носи животот, сепак најважно да се остане човек и да се разбуди човечкото во човекот. Силна е пораката од секој збор на Панов, која, ако се свати, ќе има надеж за човечкото во нас и човечкото околу нас. Не значи ако брзате и одите напред дека се движите во вистински правец, откако ги помина сите граници на човечноста, достоинството и вистината, го проби зидот на моралните вредности. Живеејќи во време кој не растажува, во налудничавост која не збунува, на моменти се чувствува неговата тажна насмевка и црн хумор, загубење на чувство за родното, родниот корен и патриотското, но никогаш не се губи вербата во човекот и неговата подобра и посреќна иднина. Неговиот осет и љубов за татковината, за народот, му помага сугестивно да ги обликува своите уметнички реакции и сензибилни критички неспокои. Од прекрашеното нема нови гранки, исто и со човекот, тоест народот. Македонците од македонци страдаат, да беше одинај да градеа, а не да крадеа. Во многу негови афоризми честопати намета е и политиката из негова критичка обсервација, зашто за жал во сите пори од животот таа длабоко навлегува. Нема светла сегашност, ниту иднина со мрачни умови. Секаде постои конкуренција, освен во политиката. Монополи и картели се ротираат со мали и големи рокади. Читајќи ги афоризмите на Панов, се чувства колку лично, силно и болно го доживува уништувањето на човечкото во човекот.
секојдневно чувствувајќи го безличувањето на обстојувачко подредено на политичките и обшествени случувања. Панов го чувствува застрашувачкото ширење на неморалот, изгубената емпатија, егоизмот, љубомората, алчноста, ниски удари, ноживи в грб, неморални прикриени страсти и умешно со својата сатирична продуховеност го гради слободното, собствено и јавно мислење. Од суровите парадокси на животот ја извлекува духовната поента со остроумност и критичко поучување. Постојат личности чиј јазик е потолку од мислата и кога одат од него се сопинаат. Обезличените не знаат друго, освен да обезличуваат. Додека не расчистите со себе, другите ќе чекаат на ред. На крај, ќе кажам дека Панов со неговото дело Судот на времето прави неверојатен духовен подвиг, пренесувајќи ни го своето богато, мисловно искуство. Авторот својата сатирична мисла ја гради, преточува, пренесува на негова препознатлива игра на зборови из актуелни секојдневни ситуации и перипетии, со актуелни силни пораки, се со цел за будење на морално-етичка преобразба и преродба на личноста и општеството. Неговиот специфичен, оригинален, слободен стил, испрепратен со метафорика и стилски фигури, станува препознатлив со индивидуалноста на стилот на пишување, со динамични метафори и метафорички авантури, со високо изградена јазична зрелост, структурирани во неверојатна духовна градба со прецизна динамика, наметнувајќи мислата и на крај со експресија, откривајќи основната порака. Афоризмите на Панов се посебно длабоко, хуманистички светоглед во македонската книжевна средина. Тој е извонреден афористичар, препознатлив по актуелна сатирична индивидуалност. Едноставно кажано, тој е перфектно одличен, актуелен и со својата иронија и сатира веќе станува дел од светскиот литературен контекст. Во секој случај, пред нас е голем автор, кој со својата нова книга, без претенциозност и од различни животни аспекти, разоткривајќи ни ги лицата на човечкиот живот, ни препорачува да се обидеме во ова наше невреме, да си го сочуваме духовното здравје и хигиена, својот образ и човечкото достоинство. Затоа, топло ви ја препорачувам новата книга на Панов за прочит и духовна наслада. Благодарам.